Во Гевгелија денеска ја посетив компанијата Русе Комерц, една од многуте наши компании од прехранбената индустрија кои финансиски ги поддржуваме преку Законот за финансиска поддршка на инвестиции. Со сопственикот на компанијата, господин Димитар, прошетавме по капацитетите на компанијата со која го потпишавме договор за инвестициски проект 2020 до 2024 година, при што финансиски ја поддржуваме по мерките капитални инвестиции и конкурентност на пазарот, зашто Русе Комерц до крајот на завршување на инвестицијскиот проект е предвидено да инвестира 88 милиони денари. Заклучно со 2022 година владата има исплатено околу 3,5 милиони денари финансиска помош. Преку Законот за финансиска поддршка на инвестиција ги правиме нашите компании поконкурентни и поразвиени, бидејќи само така може да обезбедат достоинствени плати за нивните вработени. Работниците се силата на нашата економија и на целото општество. Затоа владата, освен преку Законот за финансиска поддршка на инвестиции, се погрижи и во новиот пакет антикризни мерки да воведе мерка за достоинствени плати во приватниот сектор. Обезбедивме финансиска поддршка за субвенционирање на придонесите на нови и постојни вработени за зголемување на платите на работниците од 3 до 9.000 денари. Инаку се радувам кога гледам како секојдневно расте бројот на домашни компании кои преку Законот за финансиска поддршка на инвестиции се охрабрени да инвестираат и до сега владата има поддржано 919 домашни компании за нивните инвестициски циклуси со реализирани над 500 милиони евра инвестиции поддржани со преку 100 милиони евра од страна на владата. Благодарам. Поддршката е голема, значи не зборам, не е мала, него е голема и сигурно на сите компании ќе им значи таков вид на поддршка за било која гранка на производство. Со тоа не само што се зголема бројот на работни места, се подобрува целата материјална, финансиска и цела состојба не само на фирмите, на вработените, па и на целокупната се во државата. Благодарам.